Добар ден, Роберт, и благодарам слушајќи го гледачот кој што се јави последен во Здраво Македонија. Веројатно за она за што се зборуваше денеска ќе бидат потребни уште многу часови за да се раскажат сите сведоштва кои што биле тогаш, покажуваат дека навистина сме биле хумани и солидарни. Така е продолжено и во годините после тоа, еве 52 години од тој катастрофален земјотрес, но ние секогаш на дело ја покажуваме хуманоста во секоја ситуација. Почнуваме со нова визита во оваа работна седмица, но воедно и последна за оваа сезона на визита. Веќе во четврток ќе имаме и последната емисија. Ни остануваат уште 4 теми, но веќе од септември ќе продолжиме, почитувани гледачи, и со нова сезона, нови доктори кои што ќе ни доаѓаат на визита, нови теми и она што е најактуелно и сакаме да го пренесеме преку малите екрани токму до сите вас се однесува за здравјето. Денеска зборуваме за повреди на главата кај возрастни и кај деца, какви се повреди настануваат, заради што настануваат, каква е нивната поделба, какви се тие травматски повреди на главата и на мозокот, кои се симптомите, како се диагностицираат, лекуваат, што треба да направат и што е она што прво треба да го направат родителите во моментите кога нивното дете ќе ја повреди главата, што е потрес на мозокот, главната причина за настанување на потрес на мозокот и на кои симптоми најмногу да се внимава, и на крајот како да ги заштитиме нашите деца од травматски повреди на главата. Има за што многу да зборуваме, а за сето ова денеска во визита со доктор Љулзи Магаи, неврохирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден. Да. Повреди на главата кај возрастни и кај деца. Верувам дека ќе побуди интерес кај нашите гледачи, сакајќи да слушнат и да научат нешто повеќе доколку се дојде во ситуација да се повреди главата или пак мозокот, како првично да се реагира. Може ли за почеток функцијата, значењето на мозокот, неговата заштита и доколку дојде до некоја повреда? Секако. Мозокот е еден совршен орган и затоа е и заштитен на многу убав начин со коските на черепот. Значи, од сите страни е опколен со черепот и не само тоа, дополнително е заштитен со 3 нежни обвивки и на крај тој плива во една мозочна водица, така наречена цереброспинален ликвор, кој дополнително овозможува мозокот да биде заштитен при наглите движења. Значи да ги ублажи, да ги амортизира. Правима и при некакви други ситуации кога доаѓа до повреда. Тие движења се посебно изразени при практикување на разни спортови, при сообраќајни несреќи и така натаму. Значи, како таков, мозокот е многу убаво заштитен. И покрај тоа, нажалост, настануваат повреди. Повредите варираат, осцилираат од најлесни, така наречени минорни или лесни повреди на главата и мозокот, како што ги викаме ние неврохирурзите, черепно-мозочни повреди, преку средно тешки до најтешките краниоцеребрални, черепно-мозочни повреди. Овие последниве, значи најтешките повреди, имат, нажалост, многу висока стапка на смртност, која оди дури до 50%. И пациентите кои имат среќа да преживуваат ова несреќа, овие тешки повреди, остануваат со тежок инвалидитет, со тешки последици. Има една интересна статистика. Во западноевропските земји, во 50-тите години од минатиот век, стапката на смртност од сообраќајните несреќи била енормно висока. И таа стапка на запад успеале значително да намалат. Како? Првин, колите, современите коли се многу поубаво дизајнирани, со една крајна цел да го заштитат максимално патникот, возачот и совозачите. Второ, задолжителното врзување со безбедносен појас е многу битен фактор кој придонесува за дополнителна заштита не само на телото, туку и на главата. Воздушните перничиња и нивното секојдневно усовршување. Значи, нон-стоп се прават тестови за да се добие максимална сигурност од тој аспект
исто така играат своја улога. Одиме понатаму. Што се случува после несреќата? На Запад, значи зборувам, има посебни тимови едуцирани парамедицинари кои знаат на лице место да проценат состојбата на повредениот и да пружат адекватна помош. Тоа е многу битен момент. Брзата реакција, значи, нивната реакција, проценка дали треба повредениот да се интубира. Со тоа овозможуваме нормален доток на кислородот во мозокот. Дали треба интравенозна линија на лице место. Дали треба имобилизација на болниот согласно правилата. Значи, таков адекватен професионален транспорт на повредениот е многу битен фактор. Бидејќи драгоцени се не минутите, туку секундите, така во таква тешки ситуации. Така е, секој момент е многу битен. И конечно доаѓаме до транспорт на повредените во траума центри, специјализирани центри со посебна намена болните, повредените максимално да ги заштитат од други дополнителни, ги викаме ние лекарите, патофизиолошки несакани действија кои условуваат со понатамошно влошување на здравието и дополнителни компликации. Што е со другиот дел од светот? Кина, Индија, Бразил, тоа се земји со огромен демографски потенцијал, со се повеќе и повеќе коли и каде што заштита не е на таков ниво. Тука, на жалост, стапката на смртност и на инвалидитет останува и понатаму многу голема. Значи, не е само до времето, туку многу е битно и до државата, како е организирана, колку може да пружи, како може да ги пружи тие услуги. Така. Времето брзо ни помина на самиот почеток, овие неколку 5-6 минути колку што ги имавме за вовед. Време е за вестите во 11 часот, информациите од земјава и светот, ќе ги погледнеме и слушнеме заедно со нашите гледачи, а потоа продолжуваме со денешната тема во визита. Колегата Александар ни ги презентира денеска вестите. Добар ден, Александар, повели. Ја гледате визитата на доктор Љулзи Магај, неврохирург од клиничката болница Џибадем Систина. Доктор Агај, на почеток ни дадовте еден убав и интересен вовед за сето она што значи значењето, функцијата на мозокот, неговата заштита со тој природен шлем со кој што е заштитен мозокот, односно черепот, но и покрај сето тоа, за жал, доаѓа до повреди. Каква е поделбата на повредите на главата и на мозокот? Има повеќе класификации на мозочните повреди. Една од нив е отворени, затворени повреди, зависно од фактот дали интегритетот на кожата нарушен. Значи, воколку имаме рана на поглавината, станува збор за отворени повреди. Тие значи, воколку зборуваме за затворени повреди, не може да кажеме дека се помалку опасни. Нажалост не е така. Постојат затворени повреди, каде што надворешно немаме никаква манифестација на повредата, а имаме, да кажеме, повреда на мозочното стебло. Најосетливиот и највиталниот дел од мозокот, која повреда обично е многу тешка. Во случај на отворена повреда, обавезно мора да се консултира хирург, односно неврохирург, да се процени раната и да се обработи хируршки, затоа што е
отворена врата за можни дополнителни компликации, инфекции. Треба да се процени колку е длабока раната, дали има дополнителна скршеница на черепот испод раната, дали оди повредата подлабоко, дали се опфатени мозочните обвивки и самиот мозок. Значи, од сето тоа зависи и начинот на лекување. Во такви случаи, значи, треба да се консултира неврохирург, да се процени клиничката слика на повредениот и по потреба се прават дополнителни радиолошки исследувања или обичен рентген, краниограм или компјутеризирана томографија на мозокот. Ова последна метода што ја спомнав е најдобра за сега за процена на повредите на мозокот, оти најубаво ги покажува коскените структури, евентуалните скршеници на черепот и присуство на крвта во внатрештоста на черепот. Дали ќе биде крварење над мозокот, над обвивката, епидурално крварење, дали под обвивката, субдурално или во самиот мозок во облик на коагулуми, контузии на мозокот, во зависност од тоа зависи начинот на лекување. А и со тоа, веројатно, за да се спречи дополнително оштетување, нарушување од самата настаната повреда како компликација која може би се јавила понатаму. Тоа е многу битен дел од доктрината на неврохирушкото лекување, односно спречување на така наречени секундарни мозочни оштетувања. Што значи тоа? Е еден конкретен пример. Имаме повреден со повреда на мозокот, да кажеме контузија на мозокот, која не е животно загрозувачка. И таа контузија сме ја нотирале со адекватен преглед, со компјутеризирана томографија, дента на приемот. И после 3 дена, да кажеме, правиме контролна слика и приметуваме дека освен примарната мозочна лезија, има и дополнителни 2-3 други лезии. Тие се викаат секундарни мозочни оштетувања, што настанале не како резултат од директната повреда, туку како резултат на низа хемиски реакции кои резултирале со појава на тие повреди, секундарни. Многу е битно да се спречат тие. Како се прави тоа? Со самиот прием на повредениот во болница се проценува состојбата на свеста. Во колку е пациентот во коматозна состојба, обавезно се интубира. И во зависност од квалитетот на дишењето, дали дише или не, соодветно се проценува потребата од поставување на тој пациент на така наречена респираторна машина, респираторен апарат. Со тоа овозможуваме квалитетно дишење и адекватна оксигенација на мозокот, значи снабдување со кислород, што е многу битен фактор за функционирање на мозокот. Другиот фактор што е исто така многу битен е одржување на останатите витални параметри, првенствено крвниот притисок мора да биде идеално регулиран, да има своји константни вредности за да мозокот ја прими својата потребна количина на крв на која е навикнат. Не сме да биде ни превисок, ни премал крвниот притисок. Оти тогаш постојат можности за настанување на тие секундарни мозочни оштетувања. Исто така се води грижа за температурата. Кај постарите пациенти треба нормално и за коморбидностите, за евентуалните други болести што пациентот ги имал и пред повредата, да кажеме шеќерна болест, покачен крвен притисок, проблеми со тироидната жлезда, проблеми од друга природа, интернистичка и така натаму. Значи, сите тие мерки на предпазливост пружат најмногу изгледи за пациентот да се излече со што помалку последици. Така и компликации. Од што зависи
дали состојбата на пациентот кој што имал повреда, без разлика, дали полесна или потешка, дали ќе се јават симптомите во самиот момент, односно компликациите, тешкотиите, или пак после извесен период, дали денови или пак месец? Зависи првенствено од тежината на повредата, но нормално зависи од возраста на пациентот и квалитетот на неговото здравје. Да кажеме, не е исто дали имаме 90 годишен пациент кој прима антикоагулантна терапија, која ствара тенденција за крварење, или имаме пациент со хемофилија, која исто така е една болест хематолошка, каде што згручувањето на крвта не е адекватно. Тие пациенти се многу поосетливи и многу полесно можат да од лесните повреди да настанат кај нив компликации, хематоми во главата, и лекувањето, и хируршко, и конзервативно кај нив е исклучително сложено. Значи, зависи од возраста на пациентот и квалитетот на неговото здравје до моментот на повредата. Понатаму, нормално зависи и од механизмот на повредата, начинот на кој е повреден. Тука има една ситуација каде што ние возрастните, воколку сме, да кажем, и физички поспремни, на инстинктивен начин при пат ќе се заштитиме со рацете, со нозете, за да не страда главата. Да не страда, така. Малите деца го немаат тој инстинкт и можат токму поради тој момент да настрадат повеќе. Има и еден друг дополнителен фактор. Кај децата на помала возраст, главата сразмерно со телото има големина во однос на односот што е достапен кај возрастните, што дополнително ја усложнува работата. Децата, значи, помалку тие мали деца контролираат главата, потребен е по-голем ангажман на вратната мускулатура и на целото тело, и така од тој аспект тие се по-ранливи, по-вулнерабилни, затоа треба да бидеме и по-предпазливи. Така, кога се токму и на таа најмала возраст, но и потоа ќе зборуваме и како да ги заштитиме од травматски повреди на главата. Ги имаме гледачите на линија, веќе очекуваат да ги вклучиме и да постават прашање до вас, а да го слушнат советот од доктор Агај. Добар ден, повелете. Добар ден. Поздрав до студиото, поздрав до лекарот. Ви благодариме. Добар ден. Имаме на прашање од докторот. Се работи за мојата сопруга. Таа веќе 6 години е неподвижна. Беше на клиниката неврологија во Скопје. Главното испитување го водеше докторката Влашки. Сега диагнозата е таа, следната: парализис, псевдоболиразис, склерозис, латералис, амуторопиксија, нешто така. Значи, до сега нема ништо, никакво подобрување. Нема клиника кај не се ме водел. И сега моментално прима лекове Миорел, диазепам. Значи, од тие лекове уште послаба е. Има проблеми со голтањето, изгубен говор, мускулатурата на раце, нозе нешто откажана. И тоа е тоа. Не знам што да правам понатаму. Јас сум човек во години. Секогаш човек останува, нели, има надеж дека нешто ќе се подобри и ќе се најде лекот. Треба ли дополнително, доктор Агај, да прашате нешто или пак доволно е за да го слушне советот гледачот? Да. Првенствено сочувствувам со неговата мака и маката на господјата. Ова е невролошко заболување, тешко невролошко заболување кое на жалост има прогредиентен тек и нема ефикасен начин на лекување.
Ја спомнавте госпоѓа професор Влашки, која е изврстен стручњак на ова поле и немам што повеќе да кажам. Во добри раце сте, меѓутоа, нажалост, болеста, карактерот, природата на болеста е таква што нема ефикасен лек, туку само со некои супортативни методи, постапки на лекување, која сигурно докторката поубаво ги знае од мене. Така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да го слушнеме и следниот гледач и неговото прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Да, веќе сте вклучени во емисијата, повелете со прашањето. Фала ви многу. Ова докторот го поздравувам. Добар доктор, пошто ве гледам, јас сум од Тетово. Сакав да опрашам докторот ментална попреченост, комбинирана ментална попреченост, епилепсија, развој во понатамошен нема, ментален развој му престанало 5 годишно и што овде треба да се предземе. Пие апчиња, трегентол и диазапан. А често го фаќа тоа епилепсијата и паѓа. Ова е првенствено тема за невропедијатар, значи специјалист невролог за детска возраст. Да. Предпоставам, мислам дека господинот спомна 5 годишна возраст. Да. Верувам дека детето веќе евалуирано од страна на колегите невропедиатри. Предпоставам дека се направени исследувања, магнетна резонанца на мозокот, неврофизиолошки исследувања, електроенцефалографија, односно ЕЕГ, и во зависност од состојбата треба да се процени. Епилепсијата како болест која суи генерис нема некој хируршки субстрат. Значи, епилепсијата може да се јави како резултат на некоја неоплазма, тумор на мозокот, во тој случај се оперира. Значи, тоа се исклучува со вршење на магнетна резонанца на мозокот. Во случај да нема таква болест, ако е сама по себе епилепсијата присутна како таква, тогаш се лекува со лекови. Воколку и покрај лековите има пациентот упорни епилептични напади што го оневозможуваат нормалното живење, тогаш треба да се види опцијата за хируршко лекување на епилепсијата. Значи, треба да се процени адекватно пациентот, досегашните испитувања, начинот на лекување, одговорот на лекување и да се види што понатаму. Продолжуваме со вашите јавувања. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Да го слушнеме и вашето прашање, повелете. Добар ден. Добар ден. Причина за смртта травма у черепно-мозочните клетки. Што значи? Може уште еднаш? Да, ќе ни повторите уште еднаш за убаво да ве слушнеме. Причина за смртта травма у черепо-мозочните клетки. Што значи тоа? Травма во черепо-мозочните клетки. Добро. Веројатно се мисли на клетките на мозокот. Предпоставам дека при потешка черепно-мозочна повреда постојат и така наречени дифузни аксонални лезии. Значи, конкретно, нема некоја видлива, поголема колекција на крварење, туку лезијата, односно повредата, е дифузна и опфаќа поголем дел од мозокот, односно мозочните клетки. Тие клетки страдаат на едно глобално ниво од повредата. Тука може да има дополнителни фактори кои ја
утежнуваат работата како што се придружни повреди на граден кош или на други делови од телото, при кои што мозокот извесно време останува без довод, адекватен довод на кислород, без доволен крвен притисок за да циркулира крвта како што треба, и тогаш настанува овој вид на повреда кој е исклучително тежок. И мерките на лекување се конзервативни. Во случај на покачен интракраниален притисок, значи да искористам прилика и тој фактор да го споменам, внатре во черепот, како што имаме вредности на крвниот притисок, така и главата. Во главата имаме еден одреден притисок кој си има своји вредности. И во случај на појава на тумори или на повреди, тој интракраниален притисок расте, и ако не се преземат мерки да се намали тој притисок, тогаш може да настане и најлошото. Така, најразлични состојби, како што и на почеток споменавте, дека голем е бројот при повредите на главата кои што завршуваат смртно за жал, или пак со траен инвалидитет кај голем дел од популацијата и во светски рамки. Кај овој вид на повреда што го спомна господинот, факт е дека има и покачен интракраниален притисок. При крајни случаи ние неурохирурзите се обидуваме да помогнеме со тоа што ќе направиме така наречена декомпресивна краниектомија, привремено отстранување на дел од черепот, за да овозможиме на мозокот, да му овозможиме да има адекватен простор. Оти черепот, колку е добар со својата заштитна улога, толку е лош при вакви ситуации со тоа што не овозможува тој притисок да се намали. И тогаш ја имаме како алтернатива ова оперативна интервенција со цел да му овозможиме на мозокот да се растерети од тој покачен притисок. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Да. На телефон Миријана Наумовска од Прилеп. Доживеав сообраќајка, голема е, да речем, реченицата на диагноза, само че кажам контузија церебри. И се понатака докторот знај што следува. Бев во кома 3 месеци, после не полни 3 месеци, после тоа сум се освестила. Јас, што станало после тоа, никој од фамилијата не ми кажува, али од тогаш има 23 години, што е медицински феномен. И јас сум благодарна пред се на сите лекари што се од таа браншата и од другите, али најмногу сакам преку оваа емисија да го поздравам доктор Сашо Стојчев, кој извршил интубација на ликворот од мозокот преку рветот. Јас денеска сум релативно здрава, права, и сакам да му заблагодарам и на доктор Сашо Стојчев, а и на вашиот гостин во емисијата, и да му бидам пример дека ете може да се деси и тоа што не се очекува. Ви пожелувам убав ден и на сите, релативно е тоа, идни пациенти што ќе доживе такво нешто, да си помогна сами и да си сугерира дека мене не ми е ништо, јас се можам и на вистина можам. Па макар и да се влечкам, јас се можам. Ви благодарам и јас вам, што се јавивте и заедно со нас и со гледачите на визита го споделивте сето ова. Благодарам на господјата, многу еден инспиративен пример на борец за живот. На вистина е тоа едно убаво изненадување после 3 месеци поминати во коматозна состојба да се врати во живот. Тоа е една успешна приказна. Спомна веројатно лумбална пункција со цел да се намали
притисокот, интракранијалниот притисок, и таа метода и таа постапка постои како можност за растеретување, како што спомнав преска. Веројатно таа метода е користена, очигледно имала многу добар позитивен ефект, и нека биде господјата пример како не треба да се предадеме, како треба да го сакаме животот и многу да не се фокусираме во тоа што било, туку да гледаме во иднината. Било се случило, да го заборавиме, да се продолжи понатаму со животот, и по начинот на зборување се забележува дека ево добра состојба, така. Таа едноставно го надминала тоа и останува како една успомена. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Добар ден. Молам едно прашање за докторот, ако може. Повелете, може секако. Јас сум пациент од Куманово, ве поздравувам. Имам конзумирано алкохол прекомерно, значи во текот на 6-7 години уназад. Сега со месеци не пијам. Бев во томографија на снимање на глава, ми велат дека немам ништо, а вртоглавици имам често. Колку години имате, господин? Векови имам неуробион. Така, да. Јас зепам. На која возраст сте, ќе ни кажете? На 45 години. 45. Добро. Добро. Вака, како што го сфатив господинот, значи имал проблем со алкохолизмот и успешно се справил со тоа. Честитки, тоа не е лесна битка. Успел да го надмине тој проблем и решен е да живее здраво. Треба првенствено да се процени функцијата на црниот дроб и севкупната функција, конкретно за неговите тегоби би препорачал еден убав невролошки преглед кај матичниот невролог. Има добри невролози во Куманово, и по потреба да се направат некои дополнителни испитувања, дали лабораториски, соодветно на заради ситуацијата. вртоглавицата која што ја чувствува, така? Господинот може да има право да има и тегоби кои не се последица од претходната таа мака што е имал, како и ние другите може да страда од вртоглавица, главоболки и така натаму. Треба конкретно да се прегледа невролошки, да се процени неговата. Да, спомена дека е снимена главата, меѓутоа она што вие го рековте да се провери црниот дроб, така? Црниот дроб доколку не се направени такви испитувања. Невролошки преглед. По потреба и оториноларинголошки, функцијата на средното уво да се процени. Така. Заради поврзаноста со вртоглавицата, така? Секако тоа треба да го процени неврологот. Така, да. Следуваат реклами во продолжение, но останете со нас, веднаш по нив продолжуваме со денешната тема во визита. Вечерва. Дефне е бремена? Да, бремена. Во меѓувреме сме заборавиле да ти кажем. Веднаш после грев. Постои закон и никој не сме збор да каже. Ние ќе го кажеме нашиот збор. Подпишуваме петиција. Ме пушти ја мене, ама да видиш што им прават. Треба да ја спасиме Дефне од тука. Уште колку ќе ме држите овде? Додека заврши испрашување. Кога ќе заврши ова испитување? Сакам да го видам маш ми. Се прибрав јас, сега сакам да одам да го видам Мехмет. Мамо. Не можам да чекам до утре, сега да одиме. Мамо, Душо. Ќе ти кажам лоши вести. Тешки времиња. На мајка ми многу ја потребна поддршка. Може би нема потреба, може би има некоја поддршка. Според мене љубоморен си. А зошто да бидам љубоморен? Зошто криеш, тато, ти навистина си љубоморен? Ајде, стане веќе до симе, ајде. Вечерва. Веднаш после грев. Седни, опушти се, отвори нести.
Замисли ја својата оаза и дозволи да те води освежувачкиот чај со вкус на лимон. И ќе посакаш уште повеќе. Нести, момент за уживање. Најдобрата забава за нас. Кога сакаме, каде сакаме. Ајде хупни! Soft Ice Cream Box. Soft Ice Cream Box. Пробај вистински сладолед во мекиците од Стража. Млечен, кремаст, неодоливо вкусен. Ванила сладолед прилиен со лишни крем и чоколадо. Или додатоци по ваш избор. Само во рестораните на мекиците од Стража. Дали сте подготвени за фантастични награди кои ги носи Гранд Кафе и тоа веднаш? Тогаш само отвори и вози. Отворете го пакувањето 200 грама со промотивната налепница од вашето омилено Гранд Голд или Гранд Арома кафе и веднаш дознајте дали сте добитник на некоја од многобројните награди: скутери, велосипеди, лаптопи, таблети, шпорети, фрижидери или еден од 12 фантастични автомобили Рено Клио. Затоа уживајте во Гранд Кафето. Отвори и вози. И мирис, и вкус, и прекрасни награди. Гранд Кафе. Позабавно е со хупни. Хуп, 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 хуп. Спортуваме, пееме, играме. Хуп, хуп, ајде хупни. Дома на училиште и на улица. Хуп, 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 хуп. Ајде хупни, не запирај. Додека трчаш и играш. Ајде, хупни кога сакаш. Ајде хупни каде сакаш. Суташ хуптрик, најдобрата забава за нас. Кога сакаме, каде сакаме. Ајде хупни! Продолжува денешната визита на доктор Љузима Магај, неврохирург од клиничката болница Џибадем Систина. Доктор Агај, симптомите, поставувањето на дијагнозата, сите неопходни испитувања кои што се прават, начинот на лекување, дали хируршки, дали не хируршки, од што зависи, нели, каква е состојбата. Може ли во овој дел за тоа да се позборува? Штом неврохирургот ке го види повредениот, ќе процени клиничката слика, ќе праша анамнестички или хетероанамнестички како се случила повредата. Дали после повреда пациентот, повредениот, имал загуба на свест, дали повраќал, дали после тоа имал симптоми од видот несигурност при стоење, одење, вртоглавица, мачнина, повраќање, проблеми со видот, дали му смета галамата, силното светло и така натаму. Во тој случај, ако станува збор за потрес на мозокот, мора да имаме и соодветна радиолошка евалуација, обично краниограм, рентген, обичен рентген, или во колку процениме дека е потребно, компјутеризирана томографија на мозокот. Во зависност од наодот реагираме што понатаму. Ако нема знаци за внатрешни повреди, нема крварење, тогаш се оди на така наречено конзервативно нехируршко лекување, се дава симптоматска терапија во зависност од тегобите, некоја инфузија со физиолошки раствор, средство против гадење, средства против болки и така натаму. И што е најбитно во сето тоа е обсервацијата на пациентот. Во
тек на следните 24 часа или повеќе во колку е тоа Следењето, да, мора да се следи така во тој период. Во колку имаме пациент со пореметена свест, тогаш тоа е многу по сложена состојба и бара промптно реагирање. Пациентот во коматозна состојба се интубира, мора да се интубира, да се обезбеди адекватна вентилација, односно дишење, и се преземат и другите чекори, што ги спомнав пред малку, да не се повторувам. После нормално следи радиолошка проценка, компјутеризирана томографија. Во зависност од наодот реагираме. Ако има крварење, кое го сметаме дека е погодно за операција, како епидурално, субдурално, или некоја поголема мозочна контузија, тогаш се оперира пациентот со цел да се намали тој покачен интракраниален притисок и после операцијата се продолжува со другото конзервативно лекување. Така, кога станува збор за потресот на мозок, кој што и Нели го споменавте, каков тип на повреда е, опасен ли е, на кои симптоми најмногу треба да се внимава? По дефиниција, потресот на мозокот подразбира еден моментален прекин на мозочните функции, како што би кажале популарно прекин на филмот во моментот. Обично после тоа следи така наречена амнезија, односно не може повредениот да се сети на дел од настанот пред и кратко време после повредата. И тоа останува како една празнина во сеќавањето. Мозочните повреди по дефиниција не оставаат последици. Од друга страна, кај некои повредени знае да се јави така наречен посткомоционален синдром, што е прилично непријатен. Значи, не е животно загрозувачки, но го загрозува квалитетот на живење. Тоа со пореметена концентрација, со чести главоболки кои ги немал предходно, осетливост на галама, на светло, неможност за концентрација на работа, па и не можат да работат. Тоа за среќа е поретко застапен како синдром, меѓутоа постои. Со цел да се спречи тој посткомоционален синдром, многу посветувам јас лично и моите колеги внимание на времето после повредата. После потрес на мозокот, повредениот треба да мирува барем извесен период, дали ќе биде 2-3 дена, недела дена или подолго, зависи од конкретниот пациент. Ние си проценуваме во зависност од состојбата. Во тој период после повредата тие се осетливи на сончева светлина, на галама, треба да пијат малку повеќе вода и не се препорачува претерано гледање телевизија и компјутер, играње на компјутер. Значи, едно умереност во живењето во период на неколку денови. А после тоа? После тоа, полека, да се вратат си се враќа порано можно на своите работни обврски, за да не се створи некое чувство дека не е способен, дека не може конкретно како госпоѓата од Прилеп што се јави, значи, после сето она што навистина големо и тешко го преживеала и го доживеала. Така. Да позборуваме сега и за повредите на глава кај децата. И самиот споменавте, децата не се плашат од височина. Кога паѓаат не знаат самите да се заштитат, да ја заштитат главата и често пати се случува децата да паднат и да ја повредат главата. Што да направат родителите првично? Како да изреагираат во тие моменти? Најпрви, без разлика за каков пат станува збор. Не би сакал да направам чувство на паника кај родителите. Децата растат. Така што си играат и при играње можни се и се случуваат повреди на глава. Тоа е дел од растот. Ги гледаме и другите животни како растат, како се играат, се касаат, се повредуваат и така стануваат посилни
за тоа што ги чека во наредните години. Така и со децата. Значи, една повреда на глава, еден удар на глава, кој ќе помине лесно, со малку плачење, кој ќе трае неколку секунди, минута и ќе престане, после детето е ведро, нема проблеми, не би требало да биде некој проблем. Но, после секоја повреда на глава, првенствено, мислам дека родителите би требало да укажат малку повеќе внимание на следниот период и во случај да приметат нешто необично, тогаш секако да се јават на лекар. Но, во случај детето да загуби свеста, тогаш обавезно се препорачува лекарски преглед. Воколку има рана на поглавината и во тој случај треба да се прегледа. Во случај да се појават по некои драматични тегоби, како интензивно плачење, интензивна главоболка, повраќање или западање во коматозна состојба, не се дискутира. Веднаш во најблиската установа да се побара помош. Така. Како можеме да ги заштитиме и превентивно да делуваме за децата? Нема некое универзално правило, затоа што секое дете е посебно. И родителите се посебни, нивниот начин, нивната интеракција не може за секое дете да се каже треба вака и вака да се однесува. Во принцип, не би требало да претеруваме во играње, при играње со децата, со клацкање на колената. Ако биде тоа поинтензивно, подинамично, може да биде опасно. Кревањето нагоре во височина, сакајќи, нели, и тоа може да опасно. Да направиме нешто интересно за детето, а во исто време може и опасно да биде, така? Секако. Да го повторам моментот дека главата на детето е поголема во однос на сразмер со телото, во однос на поголемите, така да малите деца потешко ја држат главата и не можат да ја контролират како ние тоа што го правиме така? Ние. И од тој аспект да се внимава, да не се претерува со некои движења непотребни и нормално да нема некои груби игри со децата од страна на возрастните. Така. И доколку се случи таква некоја повреда или пат на детето, да се внимава на симптомите, како ќе реагира во моментот или пак како ќе реагира за неколку часа. Да. И за лекарот се најбитни првите часови, така, или првите минути после падот. Како се однесувало, што правело и дали имало некаква реакција. Тука да споменам еден друг момент, воколку родителот чувствува потреба да консултира лекар, најдобро нека го направи тоа. Така. Има еден момент во неврохирургијата, се вика луциден интервал. Тие се ретки ситуации кога после примарната повреда, која може да е или да не е со загуба на свест, тие се малку потешки повреди, може да настане повреда на една одредена артерија, менингика медија се вика, која е на мозочната обвивка и тука е под коската. Воколку настане незина повреда, та ќе крвари и тоа крварење ќе продолжи известно време, додека има капацитет внатрешноста на черепот да го поднесе тоа. Штом ќе достигне количеството на крв известен капацитет, што го надминува, ја надминува можноста на мозокот да го поднесе тоа, пациентот неколку часа после повреда може да западне во кома. Тоа се ретки случаи, но исто така може да се случи. Затоа при малку потешки повреди дефинитивно се препорачува консултација на неврохирург. Со лекар, да ги слушнеме повторно гледачите и нивните прашања. Добар ден, повелете.
Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака се јавува еден пациент на диализа од пениторијална. Ме интересира сега на Сабајли има многу голема главоболка дока е 12-1 саат. И ноќе не можам да спијам. Во што може да е проблем? Колку време ви е главоболката присутна, господја? Па од Сабајле. Од Сабајле дока е 12-1 саат. Недели, месеци, години? Па, како што почнав на диализа 2-2,5 години. И кој ќе се напиема на фин, тогаш ми поминува. Првенствено треба убаво да со нефрологот што ја води диализата да се видат параметрите уреа, креатинин, тие бубрежните параметри што ја одредуваат јачината на диализата. Првенствено нефролог треба да се консултира. Што е главоболката поврзана со почетокот на диализата, најубаво од тој аспект да се види. И дефинитивно да се консултира невролог. Тоа е значи една хронична главоболка, да се види. Лекувањето е малку поспецифично од и бубрежниот клинез е специфичен кај овие заболувања, треба да се внимава со внесените со внесот на лековите, значи нефролог и невролог. Така, значи, да, треба да се посвети внимание, бидејќи не е иста веројатно главоболка како и кај некој друг пациент кој што би ја чувствувал од најразлични причини може да потекнува главоболката. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Повелете. Да, ве слушаме. Добар ден. Дали сум јас на телевизија? Веќе сте, да, вклучени и го очекуваме вашето прашање. Повелете. И јас можам сакам да го питам, да го прашам докторот. Боледувам од Паркинсон. Мојата болест е веќе 15 години. Вие, доктор Илиев, цените, јас саках да питам нешто. Не сум задоволна на нејното делење лежах. Сакам да го видим на телевизија доктор Васко Данаилов од Ера Медика од Кичево или доктор Зоран Почков од Физикална од Гевгилија. Добро, Паркинсонова болест, боледува од Паркинсонова, што можеме тука да кажеме? Тука трајно и конечно излекување нема, така, освен контролирање на состојбата и... Дефинитивно болест која се води од страна на невролог, има специфични лекови кои се даваат, се следи состојбата, конечното лекување за сега не постои. На Запад постојат и некои дополнителни неврохирушки методи кои ги намалуваат одредени тегоби, како што е изразениот тремор, но со тоа не се лечи болеста. Нажалост, кај нас не се применуваат се уште тие методи, прилично се скапи, тоа е главниот фактор. Не можам да ви помогнам, господјо, треба со невролозите да продолжите со вашето лекување. Но оние кои што имаат Паркинсонова болест, без разлика дали во почетната фаза или пак понатаму терапија, задолжително мора да се прима. Така каква било нели целно кон Паркинсоновата. Која се менува во зависност од новонастанетите овие состојби, ситуации, и тоа е болест со прогредиентен карактер, со кој непрестанува може да има фази кога ќе се поднамала симптомите, тегобите, но сепак продолжува. Така. Еден интересен, познат, популарен пример на Паркинсонова болест е Мухамед Али, фамозниот боксер, кој болеста добил како резултат на претрпената повреда на мозокот со годините, сите тие удари што ги примил, но во главном оваа болест нема врска со повредите, може да е резултат на одредени повреди, но настанува и спонтано. Така, да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Дали сме во програма? Да. Се јавува една баба, исто од Скопје,
Па би сакала да прашам, мојата внука пред 6 години доби таков напад, падна во кома и ја однесовме во болница нормално и после месец дена рекоа дека треба да се оперира. Фактички беше диагнозата каверном. И ни рекоа во болница тука во Скопје дека е тоа, вика, така родено детето, тоа и е наследно. А во нашата фамилија никој нема такво нешто. После месец дена ја однесовме во Аџибаден во Истанбул и таму детето беше успешно оперирано од доктор Мемет Озек. Мислам, стварно за 3 дена операцијата беше успешна, а он ни гарантираше дека нема више да се повтори тоа, затоа што имаше она мало згрчување на крвта во мозокот и бидејќи беше во пубертетот, 12 години нормално, рече дека со текот на растењето на детето, вика, пошто постоеше можност тоа да се претвори во тумор, до колку не се оперира. Бидејќи се оперира, вика дека нема проблеми. Би сакала да го прашам докторот, дали тоа е со сигурност дека нема више да се повтори. Мислам, еве 6 години е поминато, детето е спортист, одличен ученик, сега ќе од операцијата сега значи 18 години. Да, сега ќе полни во октомври 18 години. Добре. Па би сакал да прашам дали не постои бојазност или така нешто да се повтори или така нешто. Ако може да ви така, ви благодариме за јавувањето. Каверномот е една промена на мозочните крвни садови во склоп на така наречените артериовенски малформации. Тоа е како едно парче сунгер кој се наоѓа во одреден дел од мозокот и во зависност од локализацијата, од местоположбата може да се манифестира со епилептични напади, како во конкретниот случај. И лекувањето може на 2 начина да се направи. Најдобриот начин е со хируршка интервенција, воколку е достапен. Има подлабоки каверноми кои се тешко достапни за хирургија, иако во последно време, посебно во специјализирани центри, нема веќе недостапни регии за неврохирурзите. И вториот начин, кој е во конкретниот случај не баш препорачлив, е со гама најв зрачење, фокусирано зрачење. Но кај каверномите тоа зрачење не е потполно и далеко помалку ефикасно од хируршкото лекување. Професор Мемет Озек е неврохируршки авторитет и операцијата веројатно била на совршен начин направена. Тука нема дилема и нема тука, воколку е каверномот потполно отстранет, нема причина да се плашите дека повторно ќе се појави. Тој не е тумор, нема повторно да се појави. Конкретно, дали делот од мозокот кај што бил каверномот, тука може известна електрична активност да остане, некоја предиспозиција за епилепсија не може да се исклучи, не мора да значи, но не може да се исклучи, затоа предпоставам дека по потреба професор Озек препорачал да се направат дополнителни циклични иследувања во смисла на ЕГ. Ако кажал професорот, добро, ако не кажал... И поминати се 6 години, се е онака како што треба си функционирано. Секогаш е присутен нели стравот и кај родителите и кај околината да не случајно нешто се случи, меѓутоа детето си го живее нормално животот и тинејџерскиот период. Не можам да кажам повеќе и не ја знам местоположбата и тоа е многу зависно, многу е битно во кој дел од мозокот била промената присутна. Така.
Тука завршуваме со јавувањата на гледачите. Во продолжение магистер Илчо Захариев ќе ни каже, односно ќе слушнеме од него кои билки ни ги препорачува за подобрување на емотивното здравје. Почитувани гледачи на Канал 5, големо задоволство ми е и среќен сум што можам да видам дел од вашите домови во наредниот период во рамките на емисијата Визита. Денеска сака малку да зборуваме за лековите, односно за природните лековите средства кои се користат за подобрување на емотивното здравје. Ќе зборуваме за природни лековите ресурси, лековите растенија, кои помагаат за лекување на немирен сон, кога сме малку нервозни да се смириме, кога имаме некој страв, фобија, кога сме депримирани. Всушност, емотивното здравје на секој човек е во зависност од времето во кое живееме. И во најстари времења луѓето имале проблеми со емотивното здравје, били нервозни, живееле во време кога имало многу страв и секој пат емотивните заболувања се зголемуваат кај луѓето во времето на економски кризи, се зголемуваат во времето на елементарни непогоди, во времето на војни, во времето на силни стресови. Интересно е дека се поголем број на луѓе имаат емотивни проблеми, се поголем број на млади почнуваат да имаат емотивни проблеми и што уште позначено, се поместува старосната граница и се зголемуваат дозите за да луѓето го подобрат своето емотивно здравје. Фармацијата направила навистина многу. Од најстари времења до денес се користат разни средства за подобрување на емотивното здравје. Беа открини голем број на лекови од групата на барбитурати, порано се користеа лековите бромиди. Од 60-тите години беа измислени цела палета на лекови, некаде околу 30 лека од групата на бензодиазепини. Дел од тие лекови вие ги знаете. Значи тоа е диазепамот, лексилиумот, ансиланот, диметринот, хелексот, препарати кои се дел од многу семејства. Интересно е колку повеќе лекови откривме во тоа време, немаше некој поголемо подобрување на емотивното здравје. Наодговорно тврдам дека тие лекови се потребни. Се потребни, но за кратко време, но праксата покажа дека нивната долготрајна примена кај луѓето создава зависност и луѓето за да го постигнат она задоволство од претходните месеци мора да користат се повисоки дози. Кај македонскиот народ мора да кажеме дека се уште се користат ниски дози и што е уште побитно, кај земјите во Европската унија, ако кај нас дозата на транекс од 5 мг е доволна, тамо користат и транекси од 50 мг. Но природата создала и болести, создала и лековите растенија кои може да го подобрат емотивното здравје. Мора да кажам дека во природата растат голем број растенија, дел од тие растенија се автохтони, наши, кои имаат силно влијание врз емотивното здравје. Само ќе спомнам неколку од нив кои се многу значајни и битни и кои биле дел од фармакотерапијата до 60-тите години. Всушност, до откривањето на бензодиазепините, лековите растенија и лековите припремени од лековите растенија во форма на прашуци, тинктури, еликсири беа единствени лекови за лекување. Најнапред ќе ја спомнам билката валеријана, односно латинското име е Valeriana officinalis. Потоа ќе го спомнеме хмелот Humulus lupulus. Ќе ја спомнем билката Melissa officinalis, или таа билка кај нас се викаат маточина, а пчеларите најдобро ја познаваат бидејќи ја користат смирување на пчелните семејства. Потоа билката дива маточина или каламинта, грандифлора е исто така многу значајно растение за подобрување на емотивното здравје. Мораме да спомнеме и лавандулата, а секако дека кои се прашања да преисите мораме да го спомнеме и жолтиот кантарион. И камилицата има силно влијание за подобрување на емотивното здравје, некаде помага и нането. Да почнеме по ред. Доколку сте нервозни, доколку сте раздразливи, доколку имате проблеми, користејте го растението валеријана и лековите кои се припремаат од валеријана. До Втората светска војна постоеше еден лек кој се припремаше од валеријана и во аптеката се викаше антизортин. Валеријаната представува растение кој го има на нашите планини. Од тоа растение се користи коренот. Во аптеките се припремаат тинктури и тинктурата валеријана и ден денеска е актуелна кај постарите пациенти. Доволно е да земете 15 капки тинктура, а тоа е алкохолен раствор од ова растение, да земете навечер 15 капки пред спиење, ќе имате мирен сон, нема да се будите, нема да сонувате лошо и сонот ќе ви трае подолго. Исто така валеријаната има во форма на чај, а една наша домашна компанија произведува еден многу квалитетен комбиниран медицински чај кој се вика Валеријана Микс. Доколку имате да речеме одредени проблеми, да сте обседнати со страв, да имате одредени моменти да речеме на стресови и така натаму, може да користите и маточина. Маточината с латински се вика Melissa officinalis. Интересно е дека маточината е растение кој ја сада пчеларите покрај своите пчелни семејства. Пчеларите откриле дека ова растение, кога се на некој начин користи, кај раздразнати пчели брзо ги смирува и отаму и кај народот
Со децении ова растение се користи со векови за лекување и подобрување на емотивното здравје. Доколку имате одредени емотивни проблеми, можете да пиете чај од маточина, можете да направите тинктура од маточина и тоа да користите листот кој има миризба на лимон и верувајте дека по кратко време од неговото користење вие ќе имате навистина и подобар сон, ќе бидете сталожени, смирени, ќе се отклони страв и верувајте дека ќе го подобрите вашето емотивно здравје. Навечер ви препорачувам да користите комбинација од маточина и камилица. Само една шолја чај од маточина и камилица испиени навечер ќе ви заменат еден диазепам, ќе ви заменат еден лексан, ќе ви заменат еден хелекс. И верувајте дека сите оние пациенти кои ноќе не заспиваат, се будат заради проблемите, бурно сонуваат и се будат рано, после оваа комбинација нови лековите растенија ќе имаат навистина подобрување на емотивното здравје. Ние сме обседнати со силни депресии. Луѓето на некој начин се разочаруваат, немаат волја за живење, а тоа е нешто почесто затоа што често пати луѓето имаат големи желби, имаат големи потреби, а често пати можностите се мали. За да ние сето тоа го решиме, мора да користиме толку многу антидепресивни лекови, од амизоли и така натаму. И сите тие лекови кои ги имаме ние во аптеките даваат резултати. Но верувајте дека едно природно лековито растение, кој го има насекаде околу нас, кој го знаете, а тоа е жолтиот кантерион, Hypericum perforatum, представува навистина единствено и уникално растение кој покрај другите медицински својства помага и против депресијата. Сакам само да кажам дека и нашите стари низ вековите наназад имале поголем број на проблеми. Но верувајте дека тие никој пат немале толку психички оптоварувања, немале толку психички заболувања затоа што работната терапија која тие применувале во текот на целиот ден овозможувала да имаат задоволства, да имаат радост, да имаат мирен сон и биле смирени. Денеска ние живееме во бурни времења и тие бурни времења на некој начин го исцрпуваат емотивното здравје, а депресиите се многу присутни. Ние можеме да користиме и готови фабрички лекови специјалитети, но кантерион може да најдете во секоја нива. Наберете кантерион и тоа на земниот дел од ова растение. Од кантерионот може да направите чај, да го пиете неколку пати во текот на денот. Убеден сум дека мотивот за живење ќе се зголеми, дека сите оние негативни чувства и незадоволства ќе престанат и дека депресијата едноставно ќе ја намалиме. Од кантерионот во западноевропските земји се изработуваат голем број на лекови, готови фабрички специјалитети и тие се користат успешно против депресија. Посебно сакам да нагласам дека хмелот е едно растение кое е самоникнато во околу нашите ниви, суводолини, реки и така натаму покрај градовите, и тоа шишарките од хмелот кои се масовно користат во пиварската индустрија, во производството на пиво, имаат материи кои делуваат навистина силно врз централниот нервен систем. Ќе го подкрепам само со еден факт. Пијанството од пиво не е идентично како пијанството кој се појавува од користењето на друг алкохол. Затоа што лупулинот кој се наоѓа во хмелот смирува. Да речеме, ако вие земете една чаша чај од хмел навечер или го искомбинирате хмел со камилица, ќе имате навистина максимална смиреност, ќе имате навистина мирен сон кој брзо ќе настапи, ќе спиете подолго и сите маки ќе се намалат. Всушност, кога ние зборуваме за лековитите растенија, не смееме да го заборавиме и нането, а не смееме да заборавиме и лавандулата. Значи, тоа се наши автоктони растенија кои ги спомнав, и тоа валеријаната, значи маточината, каламинтата или дивата маточина, нането, лавандулата, рековме, хмелот, кантарионот, кои силно делуваат за подобрување на емотивното здравје. Но, почитувани пациенти, за да имате добро емотивно здравје, треба да видиме и причината поради која е настанало тоа емотивно здравје. Да ја отклониме таа причина и на тој начин, отклонувајќи ја причината, ќе си помогнеме самите себе. А користењето на природните лековити ресурси може само да ви помогне. Користењето на лековитите растенија, кои научно се потврдени дека делуваат за подобрување на емотивното здравје во смисол на лекување на страв, отклонување на несоница, значи лекови за спиење, или пак да речеме за намалување на нервозата и лекувањето на депресиите, е потврдена ке тие лековите растенија. Постојат голем број на фабрички лекови, но јас секој потврдам дека чаевите кои ќе ги наберете од овие растенија, кои ќе ги наберете сами, кои ќе ги сушите сами, ќе ги чувате сами и припремите лекови во форма на чај, во форма на тинктура, во форма на прашоци или препарати со мед, навистина ќе ви помогнат като и готовите фабрички специјалитети. При тоа мора да кажеме дека фармакологијата многу напредна во откривањето на лекови за лекување на емотивното здравје. Но класичните лекови, во лековитите билки кои постојат низ вековите, мораме да ги искористиме затоа што тоа се најевтините лекови и што е уште позначено,
немаат несакани дејства и може да ја користат сите од времето на пубертетот па се до најголема старост. Тоа беа советите и препораките од господинот Илчо Захариев како на природен начин да го зачуваме сопственото емотивно здравје. Пред крајот на денешната визита, доктор Агај, ќе ги слушнеме советите и препораките пак токму од вас, упатени до сите нас, и до младите и до возрастната популација, како да се заштитиме од повреди на главата. Носењето кацига, заштитни кациги и при скијање, и при возење велосипед, ролери, кој било спорт кој што рекреативно го практикуваме, не е веќе мода, туку е нешто што ни е навистина потребно за да ја заштитиме главата од евентуална повреда. Да, секако носењето на заштитен шлем или кацига апсолутно се препорачува при практикување на овие спортови и тука не би требало да има дилема. Исто е многу битно при возење на патнички возила. Првин лицето што вози да биде свесно дека големите брзини се многу опасни. И еднаш се случува тоа најлошото. Нема повторен испит. Врзувањето на заштитен појас е многу битна работа. А дека и најаките коли не се дефинитивна сигурност, покажуваат примерите на многу славни загинати личности. Да се подсетиме на Тоше Проески, на Леди Дајана, на Дражен Петрович. Значи, со многу скапи, убави, сигурни коли кои не овозможиле да преживеат овие славни личности. Значи, нема таква кола што може да осигурува недостаток на концентрација, на озбилност, на разумност при возењето. Значи, првенствено, тука би апелирал на тој момент. Да се мисли и на себе, да се мисли и на околината, така да се... Да не се создаваат такви ситуации во кои што, за жал, не знаеме од каква повреда, која повреда ќе биде со колкав интензитет, ќе заврши, за жал, со смртност или пак со траен инвалидитет, како што е во големиот број од случаите. Да. Со други зборови може да се обидеме да практикуваме дел од европската култура. На пешачки премин да застанеме културно, не со нервоза, да ги почитуваме и пешаците, а и пешаците да ги почитуваат правилата, да не поминуваат на секате, туку на посебни места, кои што се со таа намена. Понатаму возењето на велосипед. Јас исто возам велосипед, но во Скопје не е, нажалост, најбезбедно тоа да се направи. Долшкеот можете убаво да се возите, но низ градот додека дојдеме до таму е голем проблем. Како и да е, да се внимава при тоа возење, да се носи заштитен шлем и да се избегнуваат овие денови, тие најкритични периоди од деновите, кога сме изложени на појако сонце. Тој период е концентрацијата и вниманието така ни попуштаат. Околку сме дехидрирани, тоа никако не треба да се занемари. И еден друг совет, возачите кога ќе планираат подолго возење, мора да бидат адекватно рехидрирани, да пијат вода, да пијат течности. Оти евентуалната дехидрираност исто така ја намалува концентрацијата, ствара тенденција кон поспаност, што е нормално голема опасност при возење. Опасност и причина за да дојде до некаква незгода. Времето за денешната визита ни помина. Ви благодарам за гостувањето. Во следната сезона се надевам дека повторно ќе ни бидете гостин. Благодарам на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте и понатаму останете со програмата на Канал 5 телевизија, а нова визита имаме утре 10 минути до 11 часот. Довидување и убав ден.